Полициски возила ќе ги снимаат погрешно паркираните за автоматско казнување. Најави денеска министерот Панче Тошковски за начинот на функционирање на проектот Безбеден град. Дел од имплементацијата на Safe City, односно Safe State во иднина, ќе бидат и возила кои што ќе бидат целосно опремени со овие паметни камери и при движење во рамки на конкретни сообраќајници, улици и така натаму, ќе ги констатираат сите погрешно паркирани возила. И да, веднаш истите ќе бидат процесирани во рамки на системот врз основа на компјутерска обработка на податоците кои што ќе бидат внесени во системот. Проектот Безбеден град е веќе отпочнат од 1 јануари годинава, потсети министерот, со измените во регулативата за регистрација на возилата, а собраните податоци за регистрираните возила ќе бидат основа за новиот систем да почне да функционира. Очекувам оној тест период кој што го најавивме, дека граѓаните, дека не е целта да ги казнуваме граѓаните сами по себе, туку не е целта да смениме сообраќајната култура и да ги намалиме бројките, ќе го има. Ќе го имплементираме одреден временски период, неколку месеци, граѓаните ќе добиваат пораки, ќе бидат известувани кога ќе сторат одреден прекршок, а при тоа истиот ќе биде констатиран, ќе се уверат дека системот функционира. А од 1.1.2026 година ќе ги овозможиме потребните законски предуслови тоа да биде некако што треба да биде. Затоа потребни се законски измени. Ова е прв приоритет на Министерството за внатрешни работи. Во наредните месец дена ќе работиме интензивно на целокупната легислатива која што е потребно да се промени и се надевам дека до крајот на месец април, на месец март ќе имаме првична верзија на сите закони кои што ќе треба да влезат во процедура, се со цел да месец април влезат во владина процедура, а се надевам и до крајот на месец април влезат и во собраниска процедура.